Британските компании во Македонија засега се имуни на кризата предизвикана од војниот конфликт на Блискиот Исток. Го задржуваат бројот на вработени, а ангажирањето на нови луѓе оди според планираното. Сепак будно ја следат состојбата, особено на горните промени во цената на гасот кој го користат во индустриските зони и прекинот на трговските ланци. Се надеваат на најдоброто, но се подготвуваат и за најлошото сценарио. На краток рок се уште е неизвестно каков импакт ќе има сите овие работи. На среден и веројатно долг рок очекуваме дека цената на сите производствени инпути, не само на енергијата, ќе се зголеми, но тоа е веќе нешто што го имаме предвидено во нашите планови. Она што можам да кажеме дека Македонија како локација е стратешка локација за Джонсон Мети, еднакво како што Джонсон Мети е и стратешка компанија за Македонија, и тука нема да има никаква промена. Македонија е најголем трговски партнер на Британија на Балканот. Бројките за трговската размена меѓу двете земји изнесуваат 1,6 милиарди евра во 2025 година. Увозот и извозот растат и во првите месеци од годинава. За бизнис секторот особено значајно е стратешкото партнерство со Британија и изградбата на брзата пруга, како и другите инфраструктурни проекти, кои треба само да го подобрат транспортот на стоки и да ја подобрат соработката меѓу двете земји. The government-to-government arrangement to which both Меѓувладиниот договор на кој двете наши влади се силно посветени ќе ги поддржи критичните инфраструктурни проекти во транспортниот, енергетскиот, здравствениот и технолошкиот сектор, како дел од рамката за финансиската поддршка од 5 милиарди фунти од страна на Министерството за гарантирање на извозните кредити на Обединетото кралство. Овие рамки испраќаат силен сигнал за долгорочна посветеност на Обединетото кралство на продлабочувањето на политичките, економските и трговските врски меѓу нашите две земји. Британските инвестиции имаат посебно значење затоа што тие не значат само финансиски капитал. Тие носат нови технологии, повисоки стандарди во работењето, развој на човечки капитал, отварање квалитетни работни места и создавање нова вредност во економијата. Токму затоа нашата определба како влада е да продолжиме со политиките што создаваат стабилна, предвидлива и транспарентна деловна средина, во која инвеститорите ќе можат долгорочно да планираат и да се развиваат. Извозот на македонски производи лани бил поголем за 14,3%, а увозот за 19,3%. Британија во последните 12 години инвестирала 250 милиони евра, што е 4,5% од вкупните странски инвестиции во земјава.